Управата за заштита на културното наследство објави оглас за избор на компанија што ќе изведува конзервацијата, реставрацијата и реконструкцијата на музеот на праисторискиот период на Скопската тврдина. Вие ги гледате Урбаните вести, а ова е првата вест за денеска. Одржана првата конститутивна седница на Советот на град Скопје. Во Даре Џамбас ќе се дарува крв секој ден од 10 до 17 часот. Во завршна фаза изградбата на фудбалското игралиште во центарот на Петровец. Истакнати фитнес инструктори од Македонија и Србија дел од аероби конвенцијата 2013. Советот на град Скопје денеска ја одржа првата конститутивна седница на која беа верификувани мандатите на сите членови од новиот состав. Секој од избраните членови на Советот потпише и свечена изјава. Новиот Совет на град Скопје е составен од 45 советници, од кои 22 членови се од ВМРО, ДПМН и коалицијата, 14 од СДСМ и коалицијата, 1 од ДОМ, 5 советници од ДУИ, 3 од ДПА. Ивана Митковска. Новиот Совет на град Скопје, кој е составен од 22 членови од владеачката ВМРО, ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, 14 советници од СДСМ и коалицијата Сојуз за иднината, 5 од ДУИ, 3 од ДПА и 1 од ДОМ, денеска ја одржаа првата конститутивна седница. На денешната седница беа верификувани мандатите на сите 45 членови од новиот состав. Членовите на Советот се избираат со мандат со време трајање од 4 години. Тие ги представуваат граѓаните и во Советот одлучуваат по сопствени убедувања. Секој од избраните членови на денешната конститутивна седница потпиша и свечена изјава. Една од точките на дневниот ред на првата конститутивна седница беше изборот на нов председател на Советот. Ирена Мишева, која беше председател и на претходниот состав на Советот на град Скопје, со 30 гласа за и апсолутна поддршка од советниците на ДУИ и ДПА, повторно ја доби функцијата председател на Советот на град Скопје. И градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, денеска го доби уверението за нов градоначалнички мандат. Уверението му беше врачено од изборната комисија на град Скопје. Коце Трајановски ќе извршува функцијата градоначалник на град Скопје по втор пат, во период од 2013 до 2017 година. Наместо да одат на трансфузиологија, крводарителите од денеска крв ќе може да даруваат во домот на хуманитарните организации Даре Џамбас. Идејата е што поголема масовност во дарувањето крв. Елизабета Дамјановска. Водени од мотото, крвта треба да ги чека пациентите, а не тие неа. Денеска во просториите на хуманитарната организација Даре Џамбас беше промовиран дневен центар за дарување крв. Истиот ќе биде отворен секој ден во период од 10 до 17 часот, а ќе може да услужи до 20 хумани луѓе кои сакаат да даруваат крв. Првиот дневен центар за дарување на крв во градот Скопје, па и во Република Македонија. Ова е можност крводарителите, нивната хумано право, да речам, и обрска, да го прават секој ден тука, во овој дневен центар, добро уредено каче во рамките на Црвениот крст. Во неговото уредување помогна градот Скопје и многу други фирми, помагатели, компании, кои што и амбасади, кои што помогна да ова каче се уреди. Отварањето на дневниот центар ќе им го олесни дарувањето крв на сите крводарители, со тоа што наместо да одат на трансфузиологија или пак да чекаат организирана крводарителска акција, ќе може да дојдат во Даре Џамбас и со дарување на бесценетата црвена течност да спасат нечи живот, изјави денеска секретарот на Црвениот крст на град Скопје Сузана Тунева-Пауновска. Преку овој центар ќе успееме да направиме и проценка на потребите на хуманите граѓани крводарители, се со цел да можеме да излеземе во пресрет на истите, ќе представува навистина можност за подобар контакт и комуникација со овие хумани луѓе. Оваа традиција, која што е 65 годишна во Република Македонија, продолжи и понатаму под мотото дека крводарувањето е анонимно и доброволно. Доказ дека Црвениот крст спроведува успешна мисија е и податокот дека во 2012 година во соработка со Институтот за трансфузиона медицина реализирале 99,4% од предвидените единици крв, преку 951 спроведена акција.
Стипендии за студирање на најреномираните универзитети и специјализирани школи од областа на фините уметности во странство и бесплатно дооформување на средното образование во државата се новите владени мерки за квалитетно оформување на образованието на граѓаните. Владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев денеска на пресконференција информираше дека владата на последната седница донела одлука да ги стипендира студентите кои ќе се запишат на еден од најреномираните светски меѓународни универзитети или специјализирани школи за филм, музика и ликовна уметност. Стипендијата ќе биде полна и ќе ги опфаќа трошоците за партиципација, за студирање и за живот на студентот. Студентите кои ќе добијат оваа стипендија ќе имаат обврска по завршувањето на нивните студии да работат во Република Македонија во временски период кој е двојно поголем во однос на времето кое тие го поминале за студии и завршување на нивното образование на меѓународниот реномиран универзитет или специјализирана школа за која добиле стипендија од владата. Следната недела Министерството за образование и наука треба да ја објави конкретната листа на меѓународни реномирани универзитети и специјализирани школи, за кои ќе важи оваа стипендија, како и потесните критериуми и процедури за аплицирање за добивање на стипендијата од страна на студентите. По објавувањето на листата ќе биде распишан и оглас за аплицирање за стипендии. Владата донела одлука од следната учебна година 2013-2014 да биде бесплатно до оформувањето на средното образование за лицата кои го немаат дооформено. Ова важи за лица кои имаат завршено 3 степен и сакаат да завршат и 4-та година, но и за оние кои немаат средно образование. Градежните работи за изградба на фудбалско игралиште во центарот на Петровец е во завршна фаза. Игралиштето зазема и дел од општинскиот двор кој се отстапува за исполнување на барањата на младите во Петровец. Средствата во висина од 3 милиони денари потребни за негова изградба се целосно обезбедени од буџетот на општина Петровец. Инвестирањето во спортот и младите е еден од приоритетите во општина Петровец. Покрај многобројните активности кои ги презема општина Петровец од областа на спортот е изградба на фудбалски игралишта низ општината. За таа цел во тек се градежни работи за изградба на уште едно игралиште за мал фудбал во центарот на Петровец, кое е по барање на младите од оваа општина. Игралиштето кое е во завршна фаза е со стандардни димензии за игралиште за мал фудбал, 40 на 20 метри, а зазема и дел од општинскиот двор од причина што младите од Петровец барале да се изгради фудбалско игралиште во центарот на Петровец. Откако ќе завршат градежните активности за изградба на ова фудбалско игралиште кое се очекува да биде ставено во функција на 7 мај, кога општината го прославува својот празник, општината во план е да изгради игралиште за кошарка во непосредна близина на новоизграденото игралиште за мал фудбал. Средствата за изградба на фудбалското игралиште се целосно обезбедени од буџетот на општина Петровец и се во висина од 3 милиони денари. Во завршна фаза е изградбата на фудбалското игралиште. Го градиме со вештачка трева, значи тоа го бара младите од општина Петровец. Тоа им го ветив и еве моето ветување после изборите, значи доаѓа до реализација, до стварување. На денот на општината да имаме свечено пуштање на ова игралиште. И тогаш мислам да организираме еден мал турнир, да ги собереме младите од сите населени места овдека на ова игралиште, бејќи тоа го заслужуваат нашите млади од општина Петровец. Општина Петровец во изминатиот период изгради 2 фудбалски стадиони во Петровец и Долно Куњари, 2 фудбалски игралишта во Горно и Средно Куњари, 4 детски забавни паркови во Петровец, Рженичино и Сушица. А во иднина се планира да се изградат вакви детски игралишта и во сите поголеми населени места. Во основното училиште Кочо Рацин во Петровец во тек изградба на спортска сала и 2 тениски игралишта. Општина Петровец ќе продолжи во иднина со инвестирањето во спортот и младите, како и организирање на спортски надпревари и дружење на младите преку други културни манифестации. Инструктори од најдобрите фитнес клубови во Македонија и Србија, како и светскиот аеробик првак од Бразил Гил Лопес, на уникатен начин ќе и покажат на македонската јавност дека вежбањето и здравиот начин на живење се најдобриот начин за постигнување виталност и енергија. Настанот е во рамки на аеробик конвенцијата 2013. Андријана Димитриевска. Студиото за здравје на телото и духот топ форма оваа година ја организира аеробик конвенцијата 2013, која е настан оваа година за прв пат од меѓународен карактер. Настанот е поддржан од Пелистерка, а ќе се одржи во сабота во салата на Градски парк. Настанот започнува во 10 часот и 30 минути и ќе трае се до 16 часот. Во овие 5 часа добрите кореографии и музиката ќе бидат главната причина за забавата
залата на сите останати присутни во градскиот парк. На настанот, освен инструкторите на топ форма, свој перформанс ќе имаат инструктори од најдобрите фитнес клубови во Србија и Македонија, како и специјалниот гостин, светски аеробик првак од Бразил, Гил Лопес, кои на свој уникатен начин ќе и покажат на македонската јавност дека вежбањето и здравиот начин на живење се најдобриот начин за постигнување виталност и енергија. И Македонија станува дел од оние движења во кои што се вклучуваат вежбите и грижата за здравјето, за духот, за телото. Токму и затоа студиото за здравје и на телото и на духот, топ форма, и овој пат организира еден интересен настан по интересот кој што го имавме минатата година со првиот фитнес фестивал кој што се одржа во градската школка. Овој пат имаме затворен настан. Станува збор за аеробик конвенцијата 2013 која ќе се случува оваа сабота од 10:30 па се до 16 часот. Во салата на градски парк ќе се вежба аеробик Хилопес, Лопес стен нон-степ денс, зумба, аеробик хаус денс, кои важат за нови правци на вежбањето на сезоната 2013-2014 во студиото Топ Форма. Пријавувањето за настанот е на страната на Топ Форма. Во сабота од 11 до 15 часот во просториите на Меѓународното училиште Нова по седми пат ќе се одржи традиционалниот семеен базар, организиран од самите ученици, нивните родители и професорите на училиштето. Целта на овој настан е да се обезбеди хуманитарна помош за оние припадници на општеството на кои таа им е најпотребна. Средствата од овогодишниот настан ќе бидат наменети за отварање на ургентен центар на Универзитетската клиника за детски болести, за дневниот центар за лица со церебрална парализа и за Биди зелен, ученичка организација фокусирана на подигање на еколошката свест и потреба од рециклирање. Посетителите ќе можат да купат уникатни сувенири и традиционални дела, како и книги од различна област на англиски јазик по многу пристапни цени. Посетителите ќе можат да го почувствуваат мирисот и вкусот на традиционалните кујни на многуте земји од каде што потекнуваат учениците на Нова. Настанот е отворен за сите заинтересирани хумани граѓани. Во продолжение на урбаните вести ќе гледате. Спорт. Кошаркарите на МЗТ Скопје го победија Фени и останаа единствената непоразена екипа во Суперлигата. Актуел. Улица во Сараево ќе го носи името на Тоше Проески. Кошаркарите на МЗТ Скопје го победија Фени и останаа единствена непоразена екипа во Суперлигата. Ова е само една од спортските вести кои ќе ги погледнете веднаш по рекламите.